Ким Бу Джеон живее на островот Јон Пјонг веќе 97 години, но се уште не е навикната на експлозиите од блиските воени вежби што го потресуваат незиниот дом. 걱정되지. 나가 오늘도 사기가 걸려. 에휴. Нашата војска пука денес. Зошто? Загрижена сум кога пукаме. Загрижена сум кога Северна Кореја пука. Загрижена сум за сето тоа. Жителите се особено нервозни овие денови. Во блиските води Северна и Јужна Кореја разменија предупредувачки истрели минатиот месец. Веднаш покрај брегот, брод на јужнокорејската морнарица е на готовс. Жителите овде велат дека неодамна слушнале повеќе експлозии. 걱정이 되지, 당연히. Кој не би се грижел? Се слушаат истрели на секаде. Северна Кореја е лесно видлива, особено во ведар ден. Во овие чувствителни води, риболовот е тежок, особено сега. Чамците мора да заминат секогаш кога Северна Кореја пука. Локалните жители велат дека тоа се случило 5 пати оваа година, спречувајќи ги жителите да ловат остриги и ракови во близина. 결국 손해는 뭐예요? Не сум сигурен колку оние на копното страдаат од ваквите експлозии, но штетата за рибарите, особено за воените области, е значителна. Не е само екзистенцијата во прашање. Многумина се плашат за својата безбедност. Во 2010 година Северна Кореја истрела околу 170 артилерски гранати кон Јон Пјонг, при што загинаа 4 лица, меѓу кои 2 цивили. Овој кратер е местото каде што загина јужнокорејски маринец, што е еден од последните видливи знаци на севернокорејскиот напад. Но никој овде не треба да се потсетува на опасноста, нешто со кое живееле со децении. 아예 나야 뭐 늙은이니까. Стара сум. Кога ќе умрам, ќе умрам. Ако живеам, живеам. Оне за што се грижам се моите деца. За оние кои се во првите редови на овој стар конфликт, влогот се чувствува високо, како и секогаш.